Синови на мајка Бугарија се закопани тука, затоа што народот бугарите ги сметал за свој. Ваква порака упати бугарската потпредседателка Јотова, која со поранишниот председател Парванов и уште неколкумина Ванчо Михаловистиот Битола со клечење на колена се поклонија пред бугарските гробишта во битолското село Цапари. Со интонирање на двете химни, македонската и бугарската, членовите на бугарските клубови беа представени како почесни и тоа миротворци. Ова порача, балканската историја била тешка, но колку подобро ја познаваме, толку повеќе мирно ќе живееме. 214 синови на мајка Бугарија останаа закопани тука пред толку години со голем хероизам, заштитувајќи ја црвената стена. Нема посилна заповед ни од цар, ни од генерал. Од заповедта која ти наложува да се бориш за своите браќа и за слободата на татковината. Живееме во многу тешки времиња и овде треба да си спомнеме и што кажуваат локалните жители. Многу луѓе се погребани тука затоа што за народот бугарите беа свој. Нема поголема вистина од овие факти. Колку и страници да бидат напишани, тоа е вистината. Ништо помалку провокативен не беше ниту поранишниот председател на Бугарија Георгиев Парванов. Според него, бугарската војска водела праведни борби за обединување во една национална држава. И на други места има наши гробишта каде нашите сонародници ги положиле коските за бугарската идеја. Одавам признание и кон нашите пријатели сојузничките нации кои действуваат овој споменик да биде зачуван како што остана тука во Македонија. Тоа е израз на цивилизација кој треба да се пренесува на поколенијата, за да можат нашите деца да ја помнат историјата и да ја пренесуваат натаму. Мештаните од село Цапари не ги пречекаа бугарските гости, ниту се појавија на гробиштата. Настанот заврши со положување стари фотографии на Тодор Александров, Георги Мончев, Иван Јосифов и четите на Чернопеев. И покрај се, Јотова вчера порача дека не била дојдена да провоцира, туку да одаде почит на задушница. Доаѓањето во Битола на денот кога е ослободен градот од фашистичкиот окупатор, според неа, не го разгорува јазолот помеѓу Скопје и Софија, туку напротив, ги зближува двата народи.